Денешниот настан е регионален форум во регионот, во Вардарскиот регион, каде што целта е да се представат резултатите од една анализа која што ја правевме во изминатите 3 години, каде што општина Кавадарци и општина Росоман учествуваа. Во изминатите 3 години овие две општини беа отворени буџетите да ги креираат заедно со граѓаните преку така наречени јавни дискусии. Врз основа на тие учества на граѓаните каде што даваа предлог проекти што е најпотребно за општините, ние следевме што општините од друга страна имаат реализирано од тие побарани проекти. Она што го идентификувавме е дека општина Кавадарци и општина Росоман се исклучително отворени за граѓаните и за креирање на ваков тип на буџети, па така од издвоени средства овој проект беше имплементиран во 11 општини инаку и општините во просек издвојуваа од 3 до 21% од нивните буџети за проекти кои што ги побарале граѓаните. Општина Кавадарци има издвоено 15% од својот буџет за проекти наменети за потребите на граѓаните кои што биле побарани на овие јавни дискусии. Меѓутоа исто така од аспект на апсолутен износ општина Кавадарци има најмногу издвоени средства, односно 171 милион денари за проекти кои што се побарани од граѓаните. Додека пак во општина Росоман само еден проект бил побаран и истиот бил одобрен од општината. Сепак постои разлика помеѓу каков тип на општина и каков тип на проекти се бараат, затоа што во урбаните општини учеството на граѓаните е значајно поголемо за разлика од руралните општини каде што свеста на граѓаните и понатаму треба да биде јакнета. Меѓутоа дел од проектите кои што се побарани во општина Кавадарци се однесуваат во поголем дел на проекти за делот на објекти и на услуги, како што се инвестиции во градинки, подобрување на таквата инфраструктура, подобрување на инвестициите во старски домови, што веројатно се должи на фактот што општина Кавадарци е една од ретките општини каде што скоро и да нема невработени, па веројатно потребата младите да работат ја наметнува и потребата да се бараат токму таков тип на проекти за инвестиции во градинки. Ние ваквите резултати ги сметаме за сериозен успех за издвојување на 15% од вкупниот буџет за проекти на граѓаните, земајќи предвид дека општините имаат ограничени средства. Меѓутоа една од препораките е овој тип на креирање на буџет и овој процес да и понатаму се имплементира од општините и ваквите добри практики кои што ги покажаа овие 8 општини каде што имплементиравме јавни дискусии да бидат пресликани и во другите општини низ земјата. Дали ќе се работи на новите буџети, новите потреби на граѓаните, исто таква активност дали ќе следи и за следниот буџет? Овој проект завршува во овој момент, меѓутоа од разговорот со општината ни упатија дека партиципативното буџетирање или форумите на граѓани се веќе дел од статутот. Штом се дел од статутот на општината, тој процес мора да биде реализиран на таков начин и во текот на оваа година, така што можеби ова е и апел до граѓаните да се информираат кога ќе бидат овие форуми на граѓаните и да заземат активно учество, затоа што резултатите покажуваат дека општината може да биде потранспарентна, а парите може да се искористат на поквалитетен начин кога граѓаните учествуваат во овие процеси. Овие настани се дел од проектот Мои пари, моја одговорност, партиципативно учество на општините, кој што е дел од вкупниот проект и поддржан од УСАИД.